Сликата станува се појасна. Песните веќе не се нови, тие стануваат дел од изведувачите. Се гради интерпретација, се гради доверба во сопствениот глас. Во оваа епизода следим уште 4 песни кои добиваат своја форма, енергија и емоција. Секој настап е чекор напред, кон сцената, кон публиката, кон вистинската изведба. Фабриката го обликува својот звук. Овој свет толку чудно скроене, не го разбирам, а знам како рај може тој да биде. Овој свет е толку поделен, врти ко рефрен. Малку љубов, малку други теми. Каде беше кога дозна дека ќе добиеш песна? Не ми декнуваш. Кој ти се јави? Кој ти каже? Дома. Дома? Кој ти каже? Ми се јави на телефон еден од вашиот тим од Музичка фабрика. Вија праќаме песнава на Вибер и тоа што отворив ја слушнав првиот пат. Рано беше, 10 сабајле. Многу рано е тоа. Леле, тоа ше 20 будам. Ти рече дека ти е прва песнава, така? Право. Почнаа луѓе да те препознаваат во училиште, на улица, луѓе кои што не си ги познал претходно да ти кажат дека те гледат? Да. Какви се реакциите на професорите, на другарите? Па реално сите, кому кажав дека на телевизија чуам, сите ме гледаа во живо. И имав објавено и сите лајк, сите реагираа, коментираа, така да мислам дека и тие се горди на мене. И јас сум горд, ке речев ние, ама да не си перцирам множина. Моја прва платонска љубов чиста како солза. Сега кога пораснав, сватив што си ти. Дојдов пак, тајно моја звезда праќам да те повика. Ништо не сменето, шушка молика. Темно е, тајно моја во душа, светат фенери. Се што имав, заложив да ти пеам под пенџери. Кога се пријавуваше за Музичка фабрика, имаше ли од прилика надеш или знаеше ли дека, се надеваше дека ќе влезеш во тие 20 кои што ќе добијат индивидуални песни, солистички песни? Имав надеж, си реков ајмо ќе ми се панди параето, како што викаме ние, и дека ќе ми направи песна, прва песна ми е и многу сум задоволен. Да ти кажам, прво сум многу среќен за твојата песна, пошто едно е кога ја слушав како демо, кога ми ја пратија, ама друго е вака кога ќе те чујам тебе како ја пееш и ја мислам дека многу убав изведа и рачуне дека до прва имаме време за да ја досредите, да ја направите со Андријана, има да испеглате цаком паком ќе биде. Овој свет толку чудно скроене. Слободно пеј си и отварај устата. Не го разбирам. Малку се ти е затворена устата. Знам како рај може тој да биде. Браво. Овој свет е толку поделен, врти ко рефрен. Овде треба да го размислиме. Малку љубов, малку други теми. Има гладни деца. Гладни, убаво да се чуе. Има уште војни и немир. Пеј ти. Запамти. Да, немир. Пеј. Значи тоа го забораваме, пеј ти. Важи? Пеј. И возрастните да слушнат. Ајде. Дајте ни го светот само еден ден.
се срекни, исти своји, секој рака ке си подаде. Пробај се на прво време. Беј, беј, сите да се гушнат, да се врати мирот и да нема глад. Сите луѓе да се срекни, исти своји, секој рака ке си подаде. Така, одлично, браво. Сега само високото да го пробаме. Пеј, возрастните да слушнат. Може? Има гладни деца, Отварај устата. има уште војни. Така, дикција повеќе. И немир. И сега. Пеј, возрастните да слушнат. Така. Дајте ни го светот само еден ден. Веќе се срекни, исти своји, секој рака ке си подаде. Добро, и на крај ќе ставиш вибрато малку. Пеј ти. Тука ќе земеш повеќе воздух, малку ти снема. Пред Добро? тебе. Да. Иначе одлично е. Супер. Михаил, фала ти многу на муабетот. Едве чекам да ја видам финалната верзија која што ќе биде на фестивалот во мај, а до тогаш ти држам среќа и верувам дека ќе биде супер. Хвала. Се гледам. I set fire to the rain, and I drew us into the flames. When we felt something that cause I knew that that was the last time. Oh. Каде беше кога дозна дека ќе пееш соло песна и кој ти кажа? Епа, мислам кога влего по тие 20. Да, сега за финал. Епа, јас бев искочена со моите другарки и мајка ми до тоа време дознала. Ја кога се вратив, мајка ми кажа, не си влегала во тие, ама јас многу се разотјарав и после ми кажа, се зезам, влезе и така. Каква финта сте направила. Да ти кажам, и јас би направил исто така. Здраво, Софи. Здраво. Добра си? Да. Супер, баш ми е драго што ќе пееме. Ај на почеток малку да се распееме, да видиме чисто до каде можеш гласовно да отпееш, за да можеме да го адаптираме тоналитетот, важи? Може. Мија. Така. На нос зимај си воздух. Мија. Добро? И. Мија. Така, отвори уста слободно. Кажи ми, има повеќе деца или другари, пријателки или познаници или пример луѓе што не те познаваат се уште што те препознаваат од телевизија сега, од епизодите што помина на фабрика? Во училиште, например, некој што не се познава сега? Не, во училиште си да ме знаат, ама вака еднашка бевме со мајка ми на место и таму имаше неколку постери, како мајка ми, некои постери. Стари како мајка, како стари. Да, стари, дртави, така. Малку така, 40 години. Многу стари. Тоа е престаро. Тоа е мислам, ја не можам да гледам толку стари луѓе, да. И Епа, и тие ме пофалија дека ме виделе на телевизија и ми кажа дека многу добро пеам. И то е сам, звезда ми кажува, го следи се, што рековме, му доаѓа да полуди и нему како мене.
остане сред улица и до небо да викне. Признавам, не можам без тебе, не можам без тебе. По-добро убий ме, но не оставай ме. Признавам, не можам без тебе, не можам без тебе. По-добро убий ме, но не оставай ме. Браво, Софија! Браво, Софија! Браво! Браво, Софија! Фала. Кажи ми ја чу песната. Што ти е тука? Да, но ми се свиѓа многу. Да? Од текстот што мислиш каков ќе биде? На која тема? Или веќе има текст уствари? Има текст, ама се досредува. Добро, и зашто зговори текстот? Барем од тоа што е сегашното. Да. За љубов, за желки, за супермаркет. Не, мислам само рефренот повеќе го слушавме, ама не можев тие другите не се. Вака кога ја слушаш песната и кога ќе затвориш очи, например. На што те асоцира? На шаренила, например, на парк, на темјаношки, например, на велосипеди, можеби возење, например. Не, зашто малку кога го пее рефренот малку не ми се, знаете, песната, рефренот не ми се фаќа со природа. Аха. Баш ми интересира што ќе испадне последната варијанта од песната. Е, да чекам да ја видам. Кога ќе пуштам глас, пробај. Кога ќе пуштам глас, Нека одекне до небото. нека одегне до небото. Ај сега целата. Кога ќе пуштам глас. Нека. Тоа глас по Ама треба пократко. одмени, треба малку да Не. почекам, па. Кога ќе пуштам глас, нека одекне до небото. Ајде. Кога ќе пуштам глас, нека одегне до небото. Уште еднаш. Кога ќе Пуштам глас, нека одегне до небото. Добро, и сега, од едно мало срце, да се смени се во светов. Од едно мало срце, Да се смени се во светов. Тоа е. Добро? Од едно мало срце, Да се смени се во светов. Кога ќе пуштам глас, нека одекне до небото. кога ќе пуштам глас, нека одегне до небото. Од едно мало срце, да се смени се во светов. Од едно мало срце, да се смени се во светот. Да, тоа е, супер е. Добро, одиме уште еднаш. Кога ќе Пуштам глас, нека одегне во небото. од едно Мало срце, да се смени се во светот. Супер. Едва чекам да ја видам твојата изгледа, инаку за мене беше една од фаворитите во тие финалето кога беше останатите од 60 луѓе и така многу ми мило што влезе во тие 20 песни. Така што се гледаме, имаш време мислам дека да ја средите песната, има до тогаш, не е страшно тек да ја снимате. Андријана е супер. Да. Гледам и знае да свири. Да. Претходниот пат кога свидовме не знаеше толку, ама сега втор пат изгледа се поднаучила од вчера до денес, знаеш како е све. Се гледаме, здравје Боже, со финална песна на фестивалот во мај. Еве чекам. Исто. Je t'aime comme te люблю. Те сакам, как и I love you. На секој јазик за љубов ќе пеам. За неа можам да плачам, да се смеам. Браво! Браво, бедуш! Ела те гуши. Браво, бе. Каде беше кога дозна дека ќе имаш соло песна? На англиски се враќа под англиски. Кој ти кажа? Татко ми. Шо вика? Јас го прашав да ме примија и тој да ме примија да ме јас
да многу бев срегна. Јако. После кажав се на мајка ти или мајка ти веќе знаеш? Знаеш. Знаеш, нормално. Со татко ти мислам дека се слушаат тајно. Да знаеш. Здраво, Мила. Здраво. Како си, добра? Да. Претходно малку ќе се распееме, чисто за да видиме кој е твојот гласовен опсек, добра? Да. Ајде да видиме. Ајде. А добро ти се сите. Добра. Ти претходно имаше пеена негде? Да. Да. А сега откако дојде на музичка фабрика, откако имаше емисии кај што пееш, има некои други реакции од повеќе различни луѓе на училиште како се однесуваат со тебе, професорите, наставниците? Исто се однесуваат. Не ти викаат добра беше, не беше добра, те гледавме, не те гледавме. Не. Ке те пуштат ли на финалната приредба, односно на финалето кој ќе правиме фестивал, да отсустваш од училиште? Да? Сигурно? Да. Ако треба нешто, јави се, ќе завршам јас работата. Што да кажам малку е, срце вгради ке ми распукне, а штом доже зајди зад ме, сите до... Као кореографија некоја, имаш вака да ти текне како би се движела, што би правила? Па може. Со пратња позади? Например, со други издвоени што ќе играат со тебе или? Може. Може и тоа? Едва чекам да ја завршите песната, едва чекам да ја слушам и целосната верзија и верувам дека ќе биде многу добро. Фала ти многу и се гледаме. Чао. Чао. Шава, тоа е мојта Македонија. Браво, Мила! Браво, Мила! Но еве песната и сонцето вакнеш пак се слиле и влечат по тебе свој трак. Ти нам не припаѓаш и постоиш само да ни шепнеш. Ти од деца само не лулеш во преград рак. Да се смириш, ти езеро моле и да блесне сината шир. Ти ми требаш за да ме утешиш, покрај тебе да најдам свој мир. Покрај тебе да најдам свој мир. Браво бе, Ана бе, браво бе, Душо. Поклон Евет, за тебе, евет, Глада. евет. Дете, што Од кај ни излезе бе направи бебе дете? Абе, од кај излезе, еј? Ау. Ти си за мене суперстар. Ево одма јавно кажувам, уште од почетокот и кој да ме праша одма за тебе кажував. И иронијата е дека од што си меѓу најдобрите според мене, во моментов се мислат кој да ти напише и каква песна за да може да го покрие тој широк диапазон, односно тие толку многу таков капацитет на глас. Каде беше кога дозна дека си во тие 20 солисти? Кој ти соопшти? Во кој момент? На плажа бев. На плажа? Да, покрај езеро. И? Кој ти се? Кој ти каже? Мама. Што ти вика? Помина, јас скокав цела плажа и истрчав. Можам да замислам како било. Кажи ми, во однос на пример, не знам, стајлингот на сцена, имаш нешто од прилика си имаш замислено како би изгледала? Да. Или да? Ако е балада во бел фустан, ако е позабавна во розево со бело, така нешто. Мислам дека имаме
За кореографијата од која ќе стигне песната, мислам дека Да. тогаш ќе се спремите. Да. Кажи ми, од почетокот на музичка фабрика до сега, имаш ли некој момент кај што си рече, вау, ова е многу јако, никогаш нема да го заборавам? Да. Кога? Кога дојдов на првата аудиција и од кога си ојдов, од кога испеав. Имаш како многу убави реакции, реков дека никош нема да го заборавам. Многу Од беше, жирито? да, многу. Кај пеше ти на првата аудиција? Битола. Лара, јас изгледа те пропуштив таму. Надвор бев. Колку ми е криво, знам. Ама затоа те фатив во Скопје кога беше. И беше многу убаво. Еј, што да кажам малку е, срце вгради ке ми распукне, а штом тоше зајди, запеј, сите добро знаат кои сме. Еј, да пеам малку е, срце вели дома врати се. Има само еден лек за душава, тоа е мојта Македонија. И сега морам да те пофалам, не сум слушнала, значи ваква динамика, значи алал да ти. Сега ако пееш на 12 години вака, тоа е неверојатно нешто. Значи ќе се развиеш во многу добар вокал и многу убав ти е гласот, значи убаво правилно пееш. Значи и тие дури високите тонови не ти се со викање, што е најголема грешка кај сите пеачи генерално. А во оперското пеење кој глас си или уште немате одредено со професорката? Немаме одредено. Немате уште одредено, бидејќи сега почнавте, така? Да. Добро. Што овде би додала јас уште нешто на оваа твоја феноменална изведба? Значи можеш, сугестии се ова само, значи ти не мора да слушаш, меѓутоа од страна нели слушано, само како сугестии. Уште малку повеќе ритмичка слобода во пеењето, значи интонација феноменална, чисто се, нема никаков проблем. Во ритамот само. Значи не мора да е толку екзактно нели на моменти, посебно на рефренот. Ана, едва чекам да ја чујам песната што ја спремна за тебе и едва чекам да ја чујам твојата финална изведба на фестивалот во мај. Спреми се, ќе имаме повеќе фестивалски вечери, ќе се дружиме многу. Се гледам.